Буџетот во изминатите години душмански бил уништуван и свесно злоупотребуван, но во 2026 година пари ќе има за се што треба, односно и за К15 и за зголемување на платите на администрацијата, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Јас би сакал да испратам една силна порака до граѓаните. Следната година ќе биде прилично предизвикувачка. Треба да вратиме повеќе од 2,2 милиарди евра. Стари долгови, буџетски дефицит, евроврзница, земена по рекордни камати со 7,5% за 4 години. Тоа е свесно уништување на државата. Свесно уништување на државата 2022 година. Само за да се премости, само за да се исплати некаков аванс, за да се земе однапред провизијата. Јас велам, душмани да биле, па вака немало да се однесуваат. Но, добрата вест за граѓаните е што оваа влада има план, средствата ги обезбеди, така што следната година да бидат сите спокојни, се ќе биде тековно, редовно и се ќе биде онака како што треба. Ќе има и К15, ќе има и пари за покачување во образованието, и во здравството, и во останатите институции, соодветно на она кое што сме се договориле. Мицкоски нагласи дека во тек се разговори со синдикатите за зголемување на платите во администрацијата. Од друга страна, исто така преговараме со синдикатите за зголемување и на платите на административните службеници. И веќе тие преговори се во подмината фаза. Месецот кога тие се согласуваат е март, а се добиваат тие плати во април. Мислам дека сме на добра патека и мислам дека ќе успееме да и овие кои што ги заслужиле одамна тие зголемувања да ги добијат со оваа влада, и тоа повторно тој план нема да биде купи ден продај, туку ќе биде долгорочен план за следните 3-4 години.